Почитувани, добар ден. Ова е најновото издание на Црвена линија. Уште не беше ни завршен Европскиот младински олимписки фестивал ЕМОФ, кој изминативе денови се одржа во Скопје и Куманово, а наместо спортски празник и момент на гордост, домашната атмосфера се претвори во бран критики и обвинувања дека настанот не бил успешен. Паднал таванот во тоалетот, храната не била вкусна, порциите биле мали. Спортистите спиеле во еден кревет. Било премногу топло, снемувало струја. А потоа препукувања. Кој е виновен, кој е организатор, зошто било лошо организирано. Него дочекавме ни крајот на фестивалот, а веќе дома едни, други, трети, со дрве и камења едни по други. Лани учесниците на летните олимписки игри во Париз се соочуваа со своји предизвици. Мали кревети за спортистите, долгите церемонии, критики за квалитетот на водата во Сена. Но на крај олимпискиот дух не беше доведен во прашање. Летните олимписки игри во Париз завршија и Европскиот младински олимписки фестивал заврши. И не само што заврши, туку Македонија доби пофалби за организацијата. Кој да ги прими пофалбите од првиот човек на Европскиот олимписки комитет Спирос Капралос за најдобриот европски младински олимписки фестивал одржан досега. Полесно ни е да се расправаме и да префрламе вина, отколку да се здружиме, да работиме и на крај сите да се радуваме. Прашања има многу. Но во Црвена линија прашуваме дали условите беа пресудни македонските млади спортисти да не освојат ниту еден медал, дали доволно вложуваме во младите и спортот. А секако на Инстаграм ја поставивме и анкетата. Еве како изгледаме на Инстаграм. Колку за подсетување за да бидете активни учесници во нашите Инстаграм анкети, заследете го на Инстаграм нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Потоа веднаш кликнете на Инстаграм стори. Еве што прашуваме таму денес. Дали Европскиот младински олимписки фестивал Скопје 25 беше добро организиран? Имате две полиња со две опции за одговор. Да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а Црвена линија ќе ги пресмета резултатите и сумира во проценти и ќе ги соопштиме по рекламите некаде кон крајот на ова денешно издание. Секако во продолжение ве потсетувам да бидете како и досега активни и на останатите социјални медиуми, пред се Facebook, каде што Црвена линија на нејзиниот профил, но и на профилот на Телма телевизија ја објавува темата за која што говориме со вас секојдневно во живо во Црвена линија. Пишувајте коментари, споделувајте, ќе ги читаме коментарите, а сега со нетрпение ќе ја започнеме оваа Црвена линија и ќе речеме прво добар ден за гледачот кој што или гледачка го завртил нашиот добро познат број 023070005. Добар ден. Добар ден, Тиге. Ве слушаме во Црвена линија сте. Вака ја ќе кажем. Јако што знаем зошто овој сегмент е ваков. Се однесува за младите македонски спортисти. Дури и Министерството за спорт од сега натамо отвои една рамка да се финансира младината во сите спортови. Од свој 4-та, 5-та година, 7-ма, тоа, затоа ние резултатите може да и довиеме. Не заборавете, овие се деца од 14 до 17 години. Вака, ако зборим ја вака, со швеѓанец, со норвежанец, со англичанец, ние сме деца за нив. Во било кој спорт. Ние после еволуираме, после 18 години. А зошто кажувам дали ќе се вложува и дали се вложува во спортот? Што ако за 7-8 години Грција добие да го одржи после 100 години, не знам колку, Олимпијадата. Ќе не вклучат и нас, и Бугарија, и Србија, и Хрватска може. Затоа се работи за многу спортови, не се работи само за усала, или за упливачки базен, или за некоја атлетска стаза. Велосипедизам, не знам што тамо, теквондо, не знам кои све спортови. Тога ќе биде Грција, као ние што сме Македонија домаќин, па Хрватска, па Бугарија, па Грција, па Албанија.
И тоа ќе биде кој Грција ќе биде председател на прогласен за Олимписки комитет. Благодарам многу за учеството и еве започнувањето на Црвена линија со вашето јавување. Исто така и една насока до сите вас, особено до оние кои што верувам и за прв пат ќе бидат дел од Црвена линија. Не заборавајте дека едно вклучување време, трајање на едно излагање 90 секунди, но, како што постојано велам, добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број. Добар ден! Добар ден, ако сум ја. Да, ве слушаме во Црвена линија. Благодарам вака. Среќен ден и убав ден на сите. Убав ден и вам секако. Благодарам. Ово е уште еден проблем кој што ни се провлекува низ општеството, посебно после разделбата од големата држава што сме имали, со тоа што кај на спортот не го зема здраво за готово како некој вид развивање на тие млади. Со тоа што како тоне во економијата и во секојдневните проблеми, така тоа се одразува и на децата. Ја имам внука од сестра, кај што директно е учесник на Олимпијадата. Значи, тие се деца возбудени. На овие постареви што се тренери, гледаме искази. Значи, нема вода, нема ова. Значи, тоа што се минималните услови за да се одржи нешто, значи не ги исполнуваме. Ја дури уште страхувам дека ако више овие зеле под своје, значи да ја изработат, дали делото од Олимпијадата или ово што е здружението, да не добият и сега и укор или казна. Со тоа што минималните се знае, спортискова спортува, треба се истушира. Значи треба да има климатизирана просторија. Не можеш ти да врзеш човек на 45-6 степени во некое сопче кај што нема ни пробив, ништо нема. Значи тие се директни пропусти и треба да се повикаме барем на тие основните карактеристики. Дали имавте можност да следите делот над предварите? Да, во Куманово. Да, добро. Времето истече и ве поканувам повторно да го завртите телефонот и секако и ве да доловите дели од атмосферата која што ја имаше градот Куманово, кој што воедно како и градот Скопје беше домаќин токму на овој Европски младински олимписки фестивал. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Да, фала. Значи, прашањето дали биле условите пресудни, не знам на кои услови се мисли, али мислам дека тоа што не освоиле ниту еден медал не е ништо чудно, со оглед дека ние како нација сме тотални антиталенти за спорт. Мислам, ние сме независна држава 30 и кусур години, до сега на сите олимпијади сме учествувале со вајлд карти и имаме колку еден бронзен медал, тој еден од Дагестан што го освои Могамет Ибрагимов, или како ли се викаше, и оној дечко од Бутел во теквондо, сребрен медал. Значи, ние сме тотален народ што е тотален антиталент за спорт. И во бивша Југославија бевме, мислам, учеството на македонци во колективните спортови беше во промили. Дали следевте и вие делот над преварите? Како? Дали следевте делот над преварите? Искрено не, затоа што прво не ни знаев ова какво ништо немаше на медиумите за овој настан. Ова поише ми личеше како на Бранко Коцкица татира. Нашиве жабата го видела коњот дека го ја подколуваат ногата, па и нашиве се пријавили и тие јадните нешто да организираат. Така да ова беше блам и срамота за онака посрамената држава каква што сме за никаде во Европа и во светот. И онака сме најутепани. Слова уште си докажавме дека стварно за ништо не бива. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите, а останатите, ако ви е така болесно или не можете да се вклучите во живо, секако просторот каде што можете да ги дадете одговорите на прашањата на Црвена линија се и на Facebook. Ве потсетувам, профилите се Црвена линија и Телма телевизија. Пишувајте коментари. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Прво, поздрав до емисијата. Благодарам многу. И до водителката. Благодарам. Јас мислам дека тука е мешана политиката. Иначе ние имаме врни спортисти во сите спортови, али
политиката ги разединува спортистите. Има случај, нема да оди синко, пошто тие се на власт, не сакам тие да добијат во твое име успех и така натака. Дури ние се служиме со такви работи, немојме да дојде до успех. Значи, политиката се меша во сите сегменти. Толку имам да кажам, Тина, фала ти на остапеното време, успех во работа, добро здравје, пријатно до Големо благодарам и секако секој едно време, секоја секунда, минута од црвена линија е секако достапна и отворена токму за вас, граѓаните. Сите сте добре додени, а темата за денес која што зборуваме е изминатиот Европски младински олимписки фестивал. Колку за подсетување, Скопје беше домаќин на најголемиот мултиспортски настан во земјава, тоа е Европскиот младински олимписки фестивал, надпревар, односно фестивал кој што опфаќаше надпревари во 15 спортски дисциплини, меѓу кои пливање, кошарка, ракомет, одбојка и слично. Дел од надпреварите се одржуваа на спортски објекти со меѓународен стандард во Скопје и Куманово, додека спортска гимнастика се одржуваше во Осијек, Хрватска. Денес Црвена линија ве прашува дали условите според вас беа пресудни македонските млади спортисти да не освојат ниту еден медал. Дали доволно вложуваме во младите и спортот и дали Европскиот младински олимписки фестивал Скопје 25 беше добро организиран според вас. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден, повелете. Извини ако те нешто навредив некогаш. Не, воопшто, продолжете. Ало? Ве слушаме, продолжете. Извини ако те навредив некогаш. Воопшто не сте ме навредиле никогаш, продолжете. Вака, зашто ние се толку подценуваме? Нашите ракометари, тие са првенствени и ние не треба да се подценуваме. Напротив, треба да ги бодриме ние, а не да се подценуваме и да ги подценуваме ние. Јас во нив верувам и со очи верувам. Толку ви благодарам, пријатно. Благодарам многу и уште еднаш нема потреба од извинување. Повторувам, секој еден од вас е добре дојден, особено оние кои што можеби до сега никогаш не сте се вклучувале во контактни емисии, но верувам дека секој еден од вас ќе даде и има одговор на прашањето дали според вас еве условите беа пресудни македонските млади спортисти да не освојат ниту еден медал. Дали доволно според вас се вложува во спортот и еве дали Европскиот младински олимписки фестивал Скопје 25 беше добро организиран според вас. Добар ден. Добар ден, Тинче. Ве слушаме, баба Роска. Сега, прво да прашам, дали тркалото работи? Работи, но ќе работи од новата сезона, а инаку не се емитува од 11 јули. На летен одмор е тркалото. Така, тоа сакам да кажам. Оти сакам да дојдам таму кај вас, па за тоа. Дали еве имавте можност да погледнете дел од надпреварите и случувањата еве? Јас гледам, ама не сум толку по спорту, ама како ќе има, они не само у спорту што не финансират, у ниједна гранка не финансират. Затоа има да се граде у Дубај, у Грчка, кули. Ете затоа. Ако дават за секоја гранка, за спортот, за училиштата. Збунета сум сега малку, кога сум добив, Еве дали според вас доволно се инвестира во младите и спортот? Не. Па ја токму тоа кажат. Не се инвестира, затоа се кради. Ако се инвестира, нема да има да се граде у Дубај и у Грчка. Тоа е причината. Не само во спорто, ни во училиштето, ни во здравството, во ништо не се финансира. Затоа остануваат парите за крадците.
Ајде, чао, да оставам место за други. Поздрав, благодарам Баба Роска за вклучувањето и чеството во Црвена линија. Ајде да слушнеме што ќе кажат и останатите и многу наскоро почнуваме со споделување на она што го напиша оние кои што ја следат и гледаат Црвена линија на нашиот профил на Facebook Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас мислам дека не се доволно вложува во спортот не само за младите, него и за постарите генерации што се занимаваат со спорт. Во секој сегмент треба да се вложува оноку колку што државата може да дозволе, него најпрво треба младите уште во најрани години да се одредат за кој спорт тоа дете е надарено. Ако е надарено, да речеме, за кошарка, и за тоа дете да се воде рачун, да се има тренери, да водат рачун за тие деца и да се тренират онака како што треба, да имат спортски сали добри, со сите услови во нив и да се продолжува со спортот. Ако не се доволно вложува во спортот, во други единици, тогај нема ништо да биде од таа работа. Не се криви младите, затоа што секое дете сака да постигне резултати, али резултатите се постигнуваат со вложени средства и во спортот и во условите во кои се одвива спортот. Значи, треба да се вложуваат пари, а без пари ништо не бива. Работата е во тоа што децата. Благодарам, подсетувам, внимавајте на тајмерот кој што одбројува 90 секунди за едно вклучување во Црвена линија, но повторно завртете го бројот секако може и повторно и повторно. Почнуваме и со коментарите на прашањето. Сега ќе имате можност да видите како изгледаме на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Црвена линија прашува дали Европскиот младински олимписки фестивал ЕМОВ Скопје 25 беше добро организиран. Еве што напиша господја Лидија Станковска. Не се вложува, државата не помага финансиски и не ги форсира младите да учествуваат во надпревари. Немаме спортски дух, освен во фудбал и ракомет. Во други спортови не се вложува. Немаме сали за гимнастика во училиштата, во школите. Физичкото не е како порано, наставниците не ги тераат децата да спортуваат. Во странство секоја школа во салите имаат место за гимнастика, базени за пливање и така натаму. Како и да е, не се вложува ич во спортот. Благодарам многу господја Лидија. Ако не гледате, продолжете и понатаму да не следите останатите. Еве, имате можност, пишувајте коментари, од овој момент ги читаме меѓу вклучувањето на гледачите во живо. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Да, во Црвена линија сте, повелете. Па за да имаме спорт, добри спортисти, значи основните елементи мора да ги исполнуваме. Прво, значи, треба да имаме објекти со разни реквизити во зависност од која бранша ќе биде надпреварувачот. Ние имаме најмногу представници од нашата држава и рачунаат дека ние како домаќини и дека со толку голем број сигурно ќе добиеме некаква медаља. Но овде ќе излезе вистината дека ние имаме надпреварувачи, но не доволно спремени и тие надпреварувачи не покажа никакви резултати. А за тоа, значи и тие средства што се одвојуваат од државата, некој да биде спремен, да биде што се вика со едно уно, да биде прв, тие средства одат во други враце, некој друг ги користи тие средства и ајде да кажам некој ги краде за лични потреби, место да се вложат во нашите млади деца кои што требаше стварно да покажат дека сме прво домаќини, дека добро сме спремени, но на крај се излезе сето ругло, немаме добар смештај, немаме Еве, дали следевте дел од надпреварите? Имавте ли можност да проследите? Ништо, џабе тоа, да не зборуваме за тоа, бидејќи ние, значи, ги потврливне на сите полиња, значи, на ништо значи, немаме добар смештај, нема добра храна, нема
да речеме добри простори, климатизирани. Нема услови каде децата да идат. Факти. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Останете со нас, а ние продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, повелете. Се слушаме, така? Да, одлично, повелете. Благодарам. Малку време за голема тема, ама ќе се обидам на кратко. Значи, што очекуваме ние од резултатите во спортот? Па во секоја работа мора да инвестирате. А ние инвестираме ли? Апсолутно не. Дури во претходниот систем имаше физичко воспитување на часови и после настава и професорите се занимаваат со тоа, излагаа какви такви кадри. Кој беа најдобри тогаш во свет? Русите во источен блок со сите земји и американците и ден денес. Ама тие, прво во училиштата, те примаат во Америка ако имаш еден предмет по спорт. Во Русија беше масовно тоа, најдобри спортисти од Русија избегува. А ние што правиме сега? Часовите по физичко ги заменуваме со математика, физика, не знам што. Па немојте ве молам. А во секое училиште се палиме, а и има, факт е дека има спортски терени. И тие спортски терени, замислете, колку што ми е познато, ги издаваат на концесионери. Им ги издава под одредена цена и дури да не речам и струјата, веројатно им ја плаќаат тие. А за одите таму да вежбате, треба да платите. Значи, детето треба да го платите за да вежба спорт. Па немојте ве молам, па значи сите си го претвориле тој дел од областа во бизнисот, си направиле бизнис како и во се друго и сакаме резултат. Не може тоа така. Мора тоа да биде како што треба, инаку ништо. Благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Дали условите еве според вас беа пресудни македонските млади спортисти да не освојат ниту еден медал? Дали според вас доволно се вложува во спортот? Добар ден. Ало. Господине Љупчо, звукот на телевизорот да се намали. Добар ден. Добар ден. Видите, вие може да служувате колку сакате, меѓутоа ако е антиталент, бъдела вие све. Проблемот е кај нас програмата за направење спортисти, ние имаме комплетно погрешна програма, да ви кажам право. Како што каза претходникот, кај нас све се врти околу парите. Кај нас талентите не можат да припарат до школите, до спортските клубови, затоа што не плаќаат. Вие денеска да почнете да се бавите со спорт, било која школа да посетите, треба да платите и за кошарка, и за фудбал, и за тенис, и за било што. Тоа е една работа и втората работа. Програмата за физичко воспитување. Во минатото ние сме имале мини лиги, општински, па градска, па републичка, каде што децата се такмичеле меѓу себе и од каде што се ваделе талентите за клубовите. Денес, како татко ви има пари, вие можете да играте и да сте антиталент. Битно е да платите, да спонзорирате. Така спорт не се прави, да ви кажам право. И затоа ние сме на ова дереже кај што сме со спортот. Гледате, кај нас денеска, ако имате пријатели новинари, ќе ве направат дека се супер звезда, ама вие ако немате, не можете ни норма да извадите за некој такмичење или негде ќе се покажеме, па вашата звезда многу брзо спаднува и гасне. Не можете наредниот пат да извадите норма за да се вратите на тоа такмичење кај што сте освоиле медалја. Благодарам многу за учеството, господине Љупчо. Продолжете и понатаму да не следите. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден, повелете. И па сега да ви кажам, ова е срамота. Значи, како може условите да бидат пресудни? Како може за другите надпреварувачи од другите држави да бидат услови какви што се за сите, а за нашите да на свој терен да не бидат? Значи, јас стварно не можам ова никако да го разберам. Затоа што стварно е да неразбирање. Значи, тие што се од странство на овие услови можат да земат медали, вие на свој терен на вакви услови да не можете да земете. Па ја не знам што да кажам. Значи, ова стварно кај нас некој, многу и други кажат, ти некого кога со сила сакаш да го направиш, значи нешто што не му иде, тоа е гемнетски. Значи, пак гемнетски, вие исто во школа имате. Некој го влече јазици, некој математика и така. Така да и други овие, кажи ги,
програми. Така да затоа, значи, вие пак треба да имате нешто во себе што ќе ве влече и што ќе бидете. А за жалка е нас што вака се инвестира погрешно, никој не ни е крив. Значи, тој непотизам во нашава држава, додека барем малку не дојде на некое помало ниво, ние ништо не правиме. Само ќе си одат пари за некого, затоа што со непотизмот се знае што се прави и како се прави. Тој што не е квалитетен се инвестира во него. И тоа што ти е промашена работа. Како во све, ти инвестирај во што сакаш, ако не ти уди, ако не се разбираш, значи дабе. Жив песок пропаѓаш и готово. Парите џабе државата ги дава. Значи мора нешто да се направи. Ова е срамота за нашите што не успеава да земат ни еден медал на оваа олимпијада. Вакво нешто да го имаш во државата. Значи и да не можеш тука да си покажеш нешто. Благодарам за учеството и за споделеното со гледачите на Црвена линија. Одеме со уште едно вклучување во живо, а потоа читаме коментар. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, гледајќи ова што беше со младиве спортисти со олимпијадава, што ова како првен нели Македонски олимписки комитет што е под закрила на државната влада, значи на владини инвестиции, спонзорства и се и свашта. Ама некако не се покажа усиено светло, а и плюс и спортистиве наши, па колку ги, како да ти кажам, им даваш, колку вика, колку ги фрлиш, толку ги добиеш, како беше тоа, се не забораев, ај му моментов ми блокира лејкава. Сакав да кажам дека не можеш да водиш од децава спорт кога со ништо не ги стимулираш. Еве, тргни со пожариве, им понудија 20.000 плата, денари, а го фрла у огин, да гине таму, да изгори, да го запали некој пламен јазик. Па не ти идеве, никој не ти жртвува, човече, па тако време дојде пазарна економија, парите се битни. Али мене ми е повеќе за ова брукиве. Како прво, дадоа ли на некоја телевизија нешто тако? Дали дадоа, ја не знам, ја не видов на ниједна, може имало, ја не сум приметил. Дали некоја телевизија, овие што се 6, колку се 7, 8, под државна капа, го покажа некој надпревар? Ја не видов. Да не испаднеа бруките по другиве интернет телевизии, ајде. Ке подсетам 90 секунди е правилото за едно вклучување, повторно вртете го бројот на Црвена линија. Одиме онаму каде што пристигаат коментари и ќе продолжиме со коментарот на Благоја Петровски. Еве што напиша. Тоа дека е најдобар организиран досега, тоа секогаш се случува на затворањето и на зимски и на летни олимписки игри. Да се каже од култура спрема домакинот повеќе од куртоазија, а не затоа што навистина верува дека е тоа така. Тоа на секоја наредна олимпијада се повторува како еден вид благодарност спрема домакинот колку и да имало пропусти во организацијата. Кој што и каде ни честита може линк. А ние секако во продолжение ќе откриеме дека првиот човек на Европските олимписки комитети, секако господинот Спирос Капралос, изјави дека имавме фантастична недела за европскиот спорт. 4000 атлетичари се надпреваруваа овде во Скопје во 15 спортови. Тие покажаа дека на спортот во Европа добро му оди. Дури 40 од 49 национални олимписки комитети кои се надпреваруваа овде добија медали, што покажа дека спортот се движи во добра насока во цела Европа. Условите во спортските објекти беа одлични. Еве, повторувам, изјави Спирос Капралос, првиот човек на Европските олимписки комитети. А дали еве според вас условите беа пресудни, македонските млади спортисти да не освојат ниту еден медал? Дали сметате и дека доволно се вложува во спортот во оваа земја? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Да. Па повелете, во Црвена линија сте, ве слушаме. Значи, услови за развој на, да речем, на
младите спортисти релативно имат во Република Македонија. Ке земам за атлетика пример, за 100 метри тркачки дисциплини, 200, 400, 1500, 3000, 5000, значи во поранешна Југославија се одржуваја, значи надпревари во секое училиште и се така се откриваја таленти на 100 метри, на 200, на 5, на 800 метри. Првите, да речем, 3 дечиња што ќе освоја прво, второ, трето место во училиштето, одеја на општински надпревар и се надпреваруваја на ниво на општина. И сите тие избрани деца од таа ниво на општина, кои ќе освоја прво, второ, трето место, одеја на надпревари на републичко ниво. Значи, и на републичко ниво се, да речем, се откриваја најталентираните спортисти во Република Македонија. Сега, овдека фалит организација, значи, имаме ние за 100, Кенија, да ја речеме, други, значи, овде фалит стручен кадар и уште појќе организација фалит на, да речем, на младите. Немат организација, значи не се организира тоа по школиве. Значи, младите немат афинитет кон тие работи. Дали се разбираме? Да, одлично. Благодарам за вашите 90 секунди во црвена линија. Може да бидат и нови 90 секунди, ако повторно го завртите нашиот број. Благодарам многу за одговорите. Прашањето име подсетуваме во црвена линија денес е дали сметате дека условите беа пресудни што македонските млади спортисти не освоија ниту еден медал. Дали ви се чини дека и доволно се вложува во спортот? Добар ден. Добар ден, Тино. Ве слушаме, повелете. Едно прашање само на кратко. Дали модерниот барет сега што тренира спаѓа во спорт? Само одговорите. Продолжете, ве слушаме. За гледачите нека биде прашањето. Дали гледавте делот на надпреварите? Сега. Вака. Значи има талентирани девојчиња кои што се природно надарени за тој спорт и кои што го представуваат во нашите држави околу нас и подалеку во другите континенти. И сега тие девојчиња немаат финансии за понатаму и остануваат тука. Значи, родителите или баби, дедовци немаат средства да ги финансираат. И нивниот талент џаба го имаат, пропаѓа. Значи, тука државата е крива. Инаку, јас талент едно време, моторџија сум јас попака. Ама сега сум во подминати години и така, инаку, не се однесува за мене, него се однесува за мои блиски, така. Значи, тој спорт бара пари, вложување и за во странство. И така згаснува тука млад. Благодарам за учеството и одговорите кои што ги дадовте во црвена линија. Напомена, затоа и се објавува тајмерот на екраните за да имате координација и контрола врз секундите кои што одминуваат, а се 90 за едно вклучување. Добар ден. Да се доискажам ако може. Секако. Еве, ја ќе ви дадам една информација за како се вложува во македонскиот спорт и во талентите. Пред 2 месеца или месец дена во Скопје се одржало младинско првенство во борење во слободен стил женска конкуренција. Пазете, девојче од Штип што тренира борење во македонски борачки клуб се бори по знамето на Бугарија и освојува медал за Бугарија, не за Македонија. Ајде сега да ги прашаме господата од Федерацијата, што е проблемот што тоа девојче се бори за Бугарија, а не се бори за Македонија? Гледате до кај сме отидени. Нашите таленти ние ги даваме на комшиите, или да не речем кошаркариве, некои што се талентирани, па што ќе ни избегаат те во поголемите клубови и се останато. Мислам дека, знаете, ние премногу некои луѓе студираат во гради дека знаат.
Овдека за организацијата не сакам да зборам затоа што не знам никој бил во организацијски одбор и дали воопшто имало организацијски одбор по она што го кажуваат и што го слушам како се препукуваат кој е крив за наводните грешки. Меѓутоа, министерот што правил, зашто не ги свикал на состанок Олимпискиот комитет за да видат како оди подготовките за ова? Сепак државата се представува. Дали ме разбирате? Али ете тоа е основниот, значи тоа е проблемот. Во минатото тренерите ги плаќаше Совка, не клубовите. Совка ги плаќаше, а Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме сега веќе со рекламите, а по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата на Инстаграм. Ајде да погледнеме како одговорија на денешната анкета оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, време е да го сторите тоа. На прашањето дали Европскиот младински олимписки, дали ќе може да ја покажеме анкетата, резултатите се следни. Дали Европскиот младински олимписки фестивал Скопје 25 беше добро организиран? Со да одговорија 51%, со не 49%. Останува да ве поздравам и секако да ве подсетам, следете не и на останатите социјални медиуми, Facebook, Instagram и секако не заборавајте и понатаму да бидете дел од програмата на Телма телевизија. Кликајте, информирајте се на telma.com.mk. Ние се гледаме утре во нашиот стандарден термин за црвена линија. Довидување.